Почитувани гледачи, време е да стартуваме со новото издание на Digi Plus, нестандардно денеска, со оглед на тоа дека присуствуваме на оној голем настан кој што го најавувавме изминатите неколку недели заедно со Анхоч, а тоа е Level Up Experience или големиот гейминг настан кој што се случува токму овде во Diamond Mall. И нормално целта ни е денешното цело издание да го посветиме токму на овој настан и да ви пренесеме дел од атмосферата, од она што има можност сите оние кои што присуствуваат, но и оние кои што го следеа стримот да видат и да уживаат. Се разбира, голем поздрав до сите геймери кои што беа дел од годинешното издание на Level Up Experience. И кога сме веќе кај оние игри кои што се игра или да имате некаква слика од она што се разбира е поставено на оваа голема сцена, се разбира сцената беше за сите оние кои што ги освоија наградите, но и за League of Legends, големиото и гейминг искуство на сите оние кои што се надпреварува токму во оваа игра. Овде лево го гледате корнерот на Brawl Stars, сите оние кои што се пријавија таму и Pokemon Go, оние мобилни игри кои што се играат тука, а од десната страна се корнерите на Mario Kart и се разбира Street Fighter. Имаме и ретро корнери, има навистина и други анимации и други игри на кои што можат да уживаат, односно уживаат сите оние кои што беа од овој настан. Ќе зборуваме со сите оние кои што беа дел од организацијата, со сите оние кои што беа инволвирани во целото ова случување, така што следните минути останете, се разбира, во ова денешно издание на Digi Plus и бидете со нас до самиот крај. Во саботата на 25 јануари, Diamond Mall во Скопје беше домакин на најголемото геймерско доживување во Македонија, Level Up Experience, организирано од Анхоч и Комикс МК. Настанот привлече неколку илјади посетители и повеќе од 100 надпреварувачи. Геймерите се надпреваруваа во игри како League of Legends, Street Fighter, Mario Kart, Brawl Stars и Pokemon Go. Посебна атракција беше косплеј надпреварот, воден од Ави Косплеј. Покрај игрите, посетителите можеа да се размрдаат со хитовите од непознатите игри кои ги пушташе DJ Bono. А посетителите уживаа и во ретро корнерот со класиците како Doom 1993 и Tekken 3 од 97. За ритмичните, Shake It Off корнерот ги размрда љубителите на танцот со награди. А награди може да освојат и сите посетители кои уживаа на 6-часовниот настан. Марче дел од годинешното издание на Level Up Experience. Какво искуство е еден гейминг настан за тебе како водител? Малце поразличен од она што го работам секојдневно, затоа што влегувам во еден друг свет кој што не е многу познат за мене, барем не во овие години. Порано геймав, играв Counter Strike, такви работи, но мора да признам дека во последниве 15 на 20 години многу слабо, да. И овие настани ми се баш допирна точка или како да кажам сврзник помеѓу животот што го живеам и некој живот што сум го живеел некогаш и така убаво ми. Значи ти враќа некои спомени од детство, да. Види, никогаш не си престарен, или генерално збориме како... Обврските сега не ми дозволуваат, за жал. Организацијски како ти се допаѓа, како би прокоментирал, не дека си ангажиран, него онака, нели? Десетки пат од мене, сериозно ти кажам, светски изгледа, имам шанса, не сум прочитал многу на вакви настани, ама сум бил во соседството, бев во Бугарија, во Софија на еден ваков исто настан. Потоа бев во Србија, бев ангажиран за еден ваков настан. Да не ме сватат погрешно луѓето таму доколку го не гледаат ете, но 5 нивоа над тие настани е настанот на кој што присуствуваме денеска.
Да, DJ Bono е дефинитивно еден од оние кои што треба да ги разбата и расположи сите оние кои што годинава се на Level Up Experience. Некој те закача, ова знам зошто е, врачка ти прави, пошто ти тоа му го правеше на сцената. Да, тоа таму е Марче, тука, бе. Значи, единствениот без кој не може да се одржи било каков ваков настан, се надевам дека ме разбирате што сакам да кажам, а исто така е тука и нашиот Ненад кој се грижи за се тука да е како што треба. Чекај малку за себе сега. За мене. Искуството на ваков настан меѓу геймери, меѓу сите оние кои што сакаат и уживаат денеска овде. Интересно ли е? Интересна случка, бидејќи јас очекував дека ќе имам многу повеќе играње, ама односно играње мислев со телото, не на ова, на џојстици и на тастатури. А уствари е обратно. Не можам да го сватам тоа, ама обратно е. Значи они играат тамо, ја не можам тука ништо повише да направам освен да ги забавljам, мака овие луѓе што се слободни тука околу мене. Многу ми е драго што сум тука, прв пат вакво нешто се случува да настапам на вакво нешто. Фала на поканата на Анкоч и на сите што се грижат за овој настан да биде одржан. Пример Комикс, тука поздрав до нив и до Орос ТВ и нормално до мојот главен виновник Ненад, сите што го знаеме од Телма телевизија. Верувам задоволна и ти. Да, премногу сум задоволна, посебно како што е прв настан што го организираме, прв косплей настан организиран од Анкоч. Искрено премногу сум задоволна, имаше доста пријавени и се надевам дека ќе има и други години се подобро ќе биде. Што значи ова за оние косплей, можеме да ги кажеме уметници, обожаватели во Македонија, а верувам дека имаше интереси од надвор, Да. така ли? Значи, многу е битно како што се пријавуваат косплеери, доаѓаат на вакви настани, даваат инспирации за други луѓе за наредни години да доаѓаат и да бидат креативни цело време, затоа што знам дека има многу луѓе што имаат трема или не се сеќаат сигурно да доаѓаат, ама мислам дека ова е многу одличен начин да им покажеме дека сите се добродошли на вакви настани. Па мислам дека имаме навистина убаво искуство што се несува до ова прво официјално големо издание на Level Up и дефинитивно уживаме сите. Не знам како е во организацијскиот дел. Организацијскиот дел. Добро беше организацијскиот дел, со една страна супер беше. Имавме одлична екипа од страна на Анкоч, од страна на нашите соработници, Комикс, Магода, тие беа цело време тука со нас. Така да интерно имаше секако како и во секој тип на организација имаше малку на муки да кажеме, ама на крај кога ги видовме толку дека има атмосфера, толку дека има убава енергија, едноставно се заборава. Се заборава и јас сум многу среќен кога другите се среќни. Така да со еден збор прекрасно. Добро, а кога треба да извоиш нешто што навистина ти оставило добар печаток од целиот настан, можеби некој од корнерите, можеби нешто поврзано со публиката, што би било? Мене највеќе ми остави печаток лично на мене косплеја, затоа што е многу уникатен. Јас со компјутери цел живот работам, што се вика и веќе мислам до тука. И на луѓе се интересни корнерите, ама мене најинтересен беше косплеја, пошто беше жива материја и тоа беше најубаво. Да. Една од главните организатори, може слободно да кажеме, целиот терет беше на неа, но верувам на крај кога се ова ќе заврши, ја привршува кај да е уште на линијата, дефинитивно ќе се заминеш задоволна, така ли, Јелена? Дефинитивно, Ненад. Значи, ова е еден спектакуларен ден, многу спектакуларен. Level Up Experience е една приказна која што ни започна лани, кога точно на 27 јануари го организиравме првиот Tekken 8 турнир во Македонија.
кога ја добивме таа позитивна енергија од целата публика, едноставно кажавме дека ова мора да продолжи. Оваа година одиме едно ниво погоре, односно веќе имаме гейминг ивент кој што има повеќе корнери, значи имаме League of Legends, имаме Street Fighter, Brawl Stars за најмалите, Pokemon Go, Mario 8 Deluxe и така натаму. Опфатено е секогаш има нешто плюс и нешто повеќе што може да се вметне нели во целото ова. Меѓутоа, нели затоа постои следната година, а Анхоч не е компанија само која што нуди најголема гейминг опрема со најдобри цени во Македонија, туку секогаш се труди многу активно да действува и да влијае позитивно врз целата гейминг заедница во Македонија. Токму затоа секоја година ќе се потрудиме да бидеме level up. Па во тоа сум сигурен. А што велат геймерите? Геймерите се супер задоволни, еуфоријава овдека што се случува е значи стварно неверојатна. Јас сакам да се заблагодарам на сите кои што го поддржаа овој настан. Нема да ги набројувам, затоа што не сакам да испуштам никој. Особено сакам да се заблагодарам на Комикс МК. Тие се нашите верни соработници и пријатели со кои што ги правиме сите овие работи заедно. Голема организацијска поддршка, па и идејна, Комикс МК, да честитам, заедно со Анкоч успеавте да направите огромен настан, кој што ќе се зборува барем до следната година. Ненад, јас сакам да ти се заблагодарам за целата медиумска поддршка и за тоа што си тука, као што можеш да видиш и као што може гледачите еве да видат и на малите екрани на стримот и тие што се тука. Енергијата е прекрасна, уште од сабајле од 12 часот почнаа турнирите, сите турнири беа целосно исполнети, косплеј на преварот кај што имавме прекрасни костими кои што ги добме на сцена, да преварачите се осеќаат прекрасно и ние како организатори искрено сме доста горди што гледаме овој фидбек од луѓето во Македонија, од гейминг заедницата и се надевам дека ќе продолжиме и следна година ќе стане традиција и ќе правиме уште многу вакви помали и поголеми настани. Да, оно што мене ме изненади, држи внимание, иако 6 часа се одржува настанот, така што постојано има луѓе кои што ротираат, а да не зборуваме за интересот околу натпреварувањето. Настанот се одржува 6 часа, гледавме и ние програмата малку да ја расцепкаме во делови, односно финалињата и најинтересните прикази да бидат низ текот на денот. Тука морам да ги спомнам нашите стримери од Орос ТВ кои што ни помагаат исто со забавата. Ретро корнерот кој што го имаме, гледачите може таму да играат разни ретро игри. Оно што беше интересно во ретро корнерот, покрај тоа што се играат ретро игри, на ретро телевизори ги играат. На ретро телевизори, да, буквално и на конзоли PlayStation, Cast, PlayStation 2 од времето. Значи баш искуството сакавме да го доловиме како што името на наставот Level Up Experience сакавме тоа да го доловиме. Штандовите, сите спонзори и корнерите многу убаво си дојдоа што сите корнери си имаат целосна целина се означени, така што благодарение на Diamond Mall оваа арена ја претворивме право гейминг искуство. Така, ја би сакал малку и да ни прокоментираш околу оној корнер за немладите, Brawl Stars, каде што навистина имаше голем интерес. Јас искрено се изненадив, бидејќи еве луѓе ми се јавуваат по телефон, има ли место за Brawl Stars, децава сакаат да играат таа игра која што се игра во тимови, кај децава е ултра популарна, ја искрено не знаев. Многу интересна за гледање и дури 11 тимови има во резерва кои што се регистрирани и чекаат доколку некој се откаже, а од запајле ни дојде уште безброј други тимови, луѓе со деца, родители кои што чекаат да играат ако некој се откаже, ама нема место. Оно што е интересно, на мобилни се играше таа игра. На мобилен се игра и се стрима на екран, што има и таква опција и е доста добро за публиката. Да, косплејот беше изненадување за сите, како жива материја, нешто што можеа да видат, тие прекрасни интересни костими, така? Да, значи Ива го водеше тој дел изработката која што ја прават косплеерите, секогаш носи една друга димензија, малку поразлична магија, бидејќи почнале од нула и направиле некој нивни омилен карактер кој што го оживеале буквално на сцена и тоа се пренесува кај публиката. И беше феноменално. Кога веќе ги коментираме нели вака да опфатиме дел од она што можеше да се види, Street Fighter се случува финалето
иако претходно Анкоч организираше Taken, нели сега малку замена и околу оваа игра, имаше интерес и за неа. Јас видов дури надпреварувачи кои што си доаѓаа од дома со различни гаджети, джоистици и така натаму. Да, значи секогаш тепачките игри гледаме да ги вклучиме во нашите настани, бидејќи еве моментално се случува финалето и е многу интересно, интензивно е, луѓето кои што играат се ептен внесени во таа сфера, си доаѓаат со посебни геймпадови кои што им помагаат полесно да играат, некои на тастатури, некои на мауси, и за публиката е преинтересно за гледање пошто е тепачка и до самиот крај се игра. Како да се навистици Да, надпревар. годинава е Street Fighter 6, бидејќи лани го организиравме првиот Tekken 8 фестивал, идна година можеби нешто нова игра, можеби скрос нешто друго што ќе биде преинтересно за И гледање. јас некако би заокружил со League of Legends. нели? Да, League of Legends нормално фан базата, односно луѓето кои што ја играат и ја пратат таа игра, па во Македонија и во светот е едно од поголемите, така што интересот е голем, а публиката е доста внесена во таа игра и имаме интересни надпревари до самиот крај. Ништо ќе им препорачаме на сите геймери што не успеа да се пријават. Следната година имате една година да се Следната подготвите. година се надеваме дека и помали настани ќе правиме во текот на годинава, Аха. така што следете на Ancoach Gaming, на Comics MK И во Digi TV. и во нормално. Digi TV, нормално Ќе ве тоа веќе пратиме. го следите, тука логото го Да, гледате да. некаде, така што subscribe, follow и се гледаме на следниот. Успеси и тука сме, Фала, затоа што Ненад. дефинитивно заслужуваме во Македонија малку повеќе на повисоко ниво да кренеме Дефинитивно. гейминг сцената. И се надевам дека тоа се случува моментално и ќе продолжи да се случува. Фала ти. Ти благодарам. Посетителите го подигнаа геймерското искуство на ново ниво. Атмосферата беше динамична и исполнета со адреналин. Организаторите најавија дека Level Up Experience има за цел да стане традиционален настан. Настанот покажа дека гейминг заедницата во Македонија е силна и активна. Фановите посакаа повеќе вакви настани во текот на целата година. Анкоч и Comics MK се посветени да ги исполнат тие желби. Скопје минатиот викенд го доживеа најголемиот геймерски спектакл досега. Level Up, одиме на следниот левел. И да, со прогласување на победниците во косплеот и сите оние победници во различните гейминг искуства и игри кои што се играа годинава на Level Up Experience, дефинитивно ќе заврши едно успешно прво издание. Верувам дека со многу повеќе искуство, со многу повеќе време за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој гейминг настан, имаме можност да се видиме веќе следната година, благодарение на Анкоч, успешно организирано првото издание. И посакуваме уште многу изданија, а верувам дека ќе се дружиме и следното издание во Digi Plus со сите оние диги новитети и во геймингот. Секој добро.